Колешки, очигледно е дека не сме на иста бранова должина, очигледно е дека со розовите очи ластевие. Изгледа и по дома си ги носите, ако беше толку добро, дај да ги прекинеме сега, уште денес сите кризи и да прогласиме дека во Република Македонија може кој што сака да прави. Гледам дека не да дојде живот, перфектно се живее. Граѓани, гледам, сите се по Малдиви, по Куба на одмор, по Мозамбик, не знам, шетаат, па таму Танзанија на Килиманџаро, групи цели одат. Колешке, луѓето немаат леп да јадат. Од 20 денари, 50 денари го направи. Киселото млеко од 20, 35. Обичното млеко од 50, 95. Зашо зборувате ви? За каква помош зборувате? Ајде да ви објаснам накратко само од крајов. Од кога е Ковачевски премиер, 9 месеци 44 поднесени закони. Претходно за 9 месеци во време на ВМРО, во просек по 200 закони се поднесува. Ковачевски е зависен и заложник од неговиот подпредседател, затоа што се треба таму да помине, па после тука да помине. Понатаму, Ковачевски немам потреба да го коментирам, човекот си има друга мака, веројатно со докажување за деловна способност. Затварање и отварање. Вие знаете што значи да ви се затвори Фени? Знаете што значи да ви се затвори во најава САС излетово? А имало 7200, тие 7200, јас знам дека има индивидуални земјоделци. Па сите во собраниево кој што гравитираме, и пратеници, и вработени, сите да се пријавиме за индивидуални земјоделци, нема да оствариме производ или приходи колку еден погон во Фени. И сега вие сгаснување на огромни гиганти кои што може би носат 3, 4 или 5% од БДП-то во Република Македонија, го изедначувате со некакво отварање на мало предпријатие или на индивидуален земјоделец. Па дајте, немојте, треба да направите разлика малку. Овие имаат приходи или промет, ајде да речеме, неколку милиарди годишно, и тие се затвараат, тоа ќе го премолчиме, ама се регистрирале 500 земјоделци и ќе речеме окей. Оваа разлика, 24.000, колку ги кажавте, кои што добивале некаква си помош за персонален данок, и за шо беше сега, извинете, не запамтив, па тоа е затоа што немаат да си доплатат, па држава ќе им субвенционира некој дел од придонесите, уствари, рековте. Некој дел државата ќе им субвенционира од придонесите во однос на законот за минимална плата. Се уште сум против, колешки. Не само тогаш што бев против. Се уште сум против. И во целите на законот за работни односи, таму пишува дека скалесто треба да се покачуваат платите. Не може да покачите минимална плата, а сите останати да се изедначуваат. Па знаете нивоата како беа во јавната администрација? Знаете дека имаше изедначување на ГЕСО со Д, или како и да беше сега, не се сеќам затоа што помина неколку месеци. И затоа ви бегаат вработените. Еве, пред некој ден јас да ви кажам, мој пријател си напушти државна работа, затоа што со факултет зима 1000 денари повеќе од чистачката кај што работи. И си отиде во приватен сектор. Ете, тоа вие го направивте. Минимална, уште сум против таа минимална плата. Шо е тоа популизам? Па затоа сега вие доплаќате на 22.000 фирми придонеси. Оти луѓето немаат таква ликвидност, немаат промет за да обстанат. Па мора на некој начин да се даде. Замислете шо ќе беше на тие 22.000 фирми ако не им даваше државата да ги инвестиравме во инфраструктура. Замислете шо ќе беше ако на земјоделците не им даваше државата, ако можеа самостојно да работат, и тие пари да ги инвестираме во инфраструктура. Ако не се даваше на текстилна индустрија, ако не се даваше на кожарска индустрија, сите тие пари додеа за инфраструктура. Замислете колку подобро ќе се живееше. Ама вие, од кога се почнати субвенциите, беа со 3% во буџетот учество. 11% донесовте од буџетот да учествуваат субвенциите. Тоа е огромен дел и огромна загуба на тие средства. Тие се средства
кои што са неповратни, ние ги губиме тие средства. Наместо да ги ставиме во функција, наместо да направиме некаков обрат или некакви услови, ние ги губиме тие средства, ги фрламе. Само за да можат да преживеат граѓаните. И за крај само ќе ви кажам дека овие градинките, салите и инфраструктурата ништо нема чепнато. Се фалите со некакви сечења ленти, еве за Велес, претходно ги имате читано некоја градинка која што била направена у Велес, ама па интересно е што 10 пати ја читате, значи ја еднаш да сте ја прочитали, окей. На секој извештај, на секој буџет, на секој ребаланс, градинка о Велес, аман тебе луѓе, па вие знаете таа градинка која беше направена 2016 година. 2017 дојде човекот, претходниот градоначалник, веројатно и последен од СДС во наредните 15-20 години, дојде само ја пресече лентата. Толку беше од градинката у Велес. Една сала немате направена. Еден проект, ги кочите проектите на училишта кои што се претходно добиени и одобрени. Апсолутно ништо не се прави. И да, ние еве ќе се пофалиме дека заедно сме донеле закон за локални патишта, кои што пари ги немате, бе луѓе. И за тој се задолживме. Нели ви е срам за тоа? И заедно ги донесовме, оти вие немате пари, па треба да бараме од странство да ни дадат некакви пари, за да можеме да ги реконструираме локални патишта. Треба, бе, молам, колешке, треба малку да бидете посериозни во вашите дискусии и малку да ги анализирате повеќе работи. Благодарам.